Добро вечер, драги гледачи. За прв пат во првите си имаме гости кои што делат, би рекол, исти кров и исто презиме, но истовремено имаат успешни и различни кариери. Таа е една од пионерите во естрадното новинарство во Република Македонија и една од најуспешните во таа бранша. А тој е, според мене и според многумина, најдобриот текстописец на овие простори. Добро вечер за Сонја Алексовска-Неделковска и Огнен Неделковски. Добро вечер, добро дојдовте во првите. Посебно ми е драго што ете оваков состав успеав да ве донесам во студиото. Добра вечер, ова ни е прво вака гостување. Еднаш бевме како брачен пар на сосема поинакви теми. И со те посмеја сите. Да, неколку пати, меѓутоа во ваков состав за посериозни теми. Така. Како што и ова емисија, сме прв пат гости, се надевам дека, еве, уште од сега ќе кажам, давам предност на мојот сопруг, иако личам дека сум ја позборлива, тоа е многу. Така, добро. Само се надевам дека Аце нема да имперсира, пошто ја и Аце, морам да кажам, сме другари цели 48 години. И 8 години, да, и па нормално дека нема се персираме. Да. Пошто глупо би било. Да, ја не би можел. И со Сонја се знаеме 30 години и повеќе. Втор пат гостинка сум ти, еднаш ще бев да ги подсетиме. Да, во Радио Рос. Да. Или во Телма беше. Во Телма телевизија. телевизија. А сега после 3 децени, како помина 3 децени. Добре што сме живи и здрави, што се гледаме. Тоа е Тоа е видна работа. Слава на Бога. Тоа е најважно. Ајде да проговориме малку, Сонја, на почеток, да се вратиме на 30 години, да си тоа некој што не знае зошто одбра да се бавиш со новинарство, да се бавиш со теми поврзани со естрадата, зошто не стана политички новинар, да речеме како што е тренд сега сите кои што нели независни или зависни како и да се новинари. Полузависни. Да. Ја повеќе пати сум нагласила дека музиката многу се слушаше во нашиот дом, уште и мајка ми, татко ми многу ја сака. Мојот срико имаше најголемо влијание, меѓутоа кога почнав да работам во радио Супернова, во првото приватно радио во Гостивар, правев интервјуа и со бизнисмени од пологот, и со економисти, некои политичари, меѓутоа најмногу ме легнува интервјуата што ги правев со изведувачите. Ја имав таа среќа да Авалон во тој период беше доста многу активен во Гостивар и ги носеше сите најпознати имиња од поранешна Југославија. Прво доаѓа кај нас во радио, јас им правев интервју, а потоа има настапи. И морам да, исто така и со македонски изведувачи, и кога сонно ќе стане реалност, јас сум типичен пример, многу читав списание и како средношколка и како студент, и често пати, например, го сакав многу Бајага. И една се сеќам си каме Бајага. Да, една дигресија ќе знаеш како свири гитара Бајага? Не. Вака. Да, Бајага, да. Го сакав сега веќе толку. Да, само извини, да прекинувам. Да, сме се видели одамна, повели. Која е најдобра школка? Средна школка. Да, средна школка. Средна школка. Така, повели Сонја. Колку би било убаво кога би го сретнала, или Динодворник кога би го сретнала, исто многу го сакав Динодворник, неговата музика, и би направила интервју и се замислував како водителка, меѓутоа ете така сонот постепено стана јавност, ова стварност. И кога почнав во Дневник, всушност самата посакав да бидам во забавна редакција. Героски Широ ми отвори вратата и бескрено сум му благодарна. Покан Владимир Богоев вложи надеж во мене, односно веруваше дека ќе успеам во тоа што го работам, и неговата поддршка ми беше од голема помош. Работев во Дневник во еден тим со прекрасни уредници, односно прекрасни во кој поглед, во перото прекрасни беа. Имав многу добри учители и останав во тој дел, меѓутоа често пати знаев да забегам и со некоја музичка, но политичка тема. И тоа ми беше една сатисфакција да ја дадам посериозна нота на музиката и да објавам текстови со посериозен пристап. За жал, често пати си навлекував, еве, и ти кажа дека кој ќе гостува Сонја, многу сум се расправила со неа. Има многумина што велат дека се расправиле со мене, меѓутоа секогаш се расправав со нив за доброто на македонската музика. Апсолутно согласувам со тебе, впрочем,
од тоа време една огромна величина во естрадното новинарство како Виолета Хаджискерлева што беше, се сеќавате, нели? И Грета од Джакова. И Грета од Джакова со полна уста пофалби за тебе во тој период, што ретко беше од тие жени да чуеш нешто такво. Да, но морам нешто да... Има простор еден вака медиумски што го држа. Благодарам, тие беа мои учителки и мои идоли уште јас кога не бев новинарка, меѓутоа морам да ако го спомнувам сега Дневник и Геројски, имаше и прв пат што се случи во историјата на македонското новинарство, тоа беше да се најде тема од забавна редакција на насловна страна на Дневник и тоа се случи, тоа беше бум. Меѓутоа во тој период Геројски имаше многу голем сенс како и секогаш што треба и како, и од тој момент постојано вестите од музиката кои беа навистина, кои заслужуваат да се третираат или кога ќе донесе в ексклузивитет, а најчесто тоа беше поврзано со името на Тоше Проецки. Мислам дека сите оние сериозни моменти од неговата кариера кои беа како ексклузивитет, јас ги донесов во Дневник и беа објавувани на насловна страна. Одлично, ќе збориме подоцна за Тоше, сакам, бидејќи двајцата сте поврзани многу со него и во вашите кариери. Огнен, да те прашам нешто, колку е тешко да бидеш текстописец, поготово да си син на еден човек кој што се вика Велко Неделковски, кој што оставил страшен страк на таа приказна. Еве кажа 47 години сме пријатели. 48, пардон. Знам во периодот во школа кога ни даваа нели раскази да се напише или песничка, сите тие останати работи, секогаш се двоеш од сите нас и во квалитетот и во целата таа добра работа, па душе грижиците велеа тогаш, не ова не го прави Огнен, ова татко му ги пишува, ама испадна дека не е така, дека Огнен уствари го наследил талентот од татко ми. Тешко ли да се биде успешен текстописец, а да си син на Велко Неделковски? Да, па не е лесно во секој случај. Ние мора да кажеме дека со Аце растевме во едно многу убаво време во Топанско поле, учевме во основното училиште Васил Главинов и класен раководител ни беше професорот по македонски јазик Вели Ивановски, крал. Покоен, Бог да опрости, кој и ден денес јас го спомнувам како многу важен човек во мојата кариера како автор на текстови, затоа што на еден од тие часови, мислам во 5-то одделение беше, ни го кажа што со метриката во песните, како се делат зборовите на слогови. И мене од тогаш ми се виде тоа интересно. И па тогаш тешкото ти текнува, кажуваше. Да. И тогаш одлучив да пишувам песни, значи песни за пеење. Што се однесува до поезијата, ти знаеш, во тоа време сите пишувавме. Такви беа темите, ни даваа теми за татковината, за Југославија, за пионерите, за Тито и така натаму. И јас имам среќа во 5-то одделение да напишам таа антологиска песна Татковина, која што и ден денес ја знам на памет, милион пати ја рецитирав. И со неа уште во 6-то одделение освоив 13-то ноемвриска награда. Да. На град Скопје, после во 8 уште еднаш ја освоив, па во договор со тогашниот директор Миле Геговски се договоривме друга ученичка, да не ја спомнувам сега, да добие наградата, ја да напишам песната, а за возврат да добијам 5 по математика, која што никогаш не ми одеш. Се сеќаш кај Виолета и така нато. И тоа беше такво едно време. Се разбира, цело тоа време се очекуваше дека синот на Огнен Неделковски ќе продолжи по неговите стапки, меѓутоа бев свесен јас. Се разбира дека се зборуваше дека татко му ги пишува песните, се разбира, ти го знаеш. Велко е како не би напишал таква никогаш во животот. Инаку татко би Велко и татко му на Аце Покоен Чичко Стоилко беа добри другари, другарки, многу добри беа и тетка Здравка и мајка ми, се дружеа заедно. Така што тоа е една многу интересна приказна и многу ми е и убаво и тешко кога зборувам за тој период, затоа што помина децении, многу вода низ Вардар протече, ние остаревме, обелевме, оќелавевме, ама останавме другари. Тоа е најбитно, ти благодарам за оваа работа, ми различни вака. Сонја Огнен, дали мислите дека во македонскиот медиумски простор, каде што може да се говори за македонската естрада, постои место, доволно простор обезбедуваат медиумите во Република Македонија за она што се вика македонска народна забавна музика, пред се мислам на телевизија, на радија, на подкасти, пошто
пишаните медиуми полека, но сигурно некако нашиот простор ги снемува за жал, иако тоа не е случај во нашето состојство. Дали мислите дека има доволно простор за македонска музика? Она што во минатиот период често мои гости кои што се поврзани со целата оваа работа говорат, прво не сме заштитени, второ вика Антонио Димитриевски вика во последните 30 години кон Македонија 1 милиарда евра се испумпани од изведувачи кои што на диво пеат, овдека вика некој кафанчија ќе се јави, ќе направи, ќе пусти. Меѓутоа голем во целата оваа работа влијание имаат и одредени медиуми кои што баш и не ја третираат македонската музика, туку фаворизираат музика од нашето соседство кој што можеби не е толку квалитетна за македонското уво. Јас би ги мажем и автор и ќе му кажам и нему, а преку него и на останатите. Ако не се, ако се оштетени, затоа се виновни самите автори. Така. Зошто се виновни? Дали ти го погледнале законот за емитување на македонска музика? Дали тие прочепкале во изминативе години во тој закон што пишувало дали колкав процент се емитува на македонска музика и така? Чисто се сомневам. Дали тие знаат дека при средба, а знаат сигурно, со нивни колеги од странство кои зборуваат за музиката, дека во земјите на Европска Унија и подалеку, да кажам, дека нивната музика се цени како големо богатство и дека медиумите се задолжени да емитуваат македонска музика. Кога се не од меѓутоа, ако ти како собственик на медиум немаш чувство, немаш за македонска музика, го немаш тој порив, тоа родолюбиво чувство за македонщина, не патриотско, политичко и национално, туку родолюбиво, многу поголемо, тогаш на вистина, кога ти го немаш тоа чувство, па добро, јас сега ќе ти го развијам, ако не милум, како вика, туку силум. Значи, ќе го донесам тој закон. Што значи тоа? Пред 15 години многу добро се сеќавам каква борба водив со сите медиуми, радиостаници, телевизии и се, меѓутоа преку дневник, бидејќи ја познам таа тематика благодарение на Огнен, да се донесе закон кој секој медиум ќе има можност, односно ќе мора да емитува одреден процент задолжително македонска музика, ако се исклучи македонската радио телевизија. И тој закон беше донесен прво во времето на Бучковски, во тој период, а потоа и во времето на Груевски. Значи, ги спомнувам политички затоа што тога се дигна ука-бука и на вистина со поддршка на некои автори и пејачи и јас како новинар успеавме да го донесеме тој закон. Што се случи понатамо? Се случи, тој закон повеќе не постои, буквално македонската музика е на милост и немилост во медиумите. Знам дека кога се донесе законот, ја често пати добивав повици од газдите на медиуми, иронични, да ми се обратат, да ми речат добро утро Сонја, дали слушаше македонска музика, ја емитувавме од 2 после полноќ до 7 часот. Приметов и јас викам, веќе кога успеав тоа да го донесам како закон, мислам дека немам ни сила и нема да имаше ни можност да се каже и точниот тајминг, но колку автори сте во ЗАМП? 5.000, 6.000, 3.000? 1.500. 1.500 сте автори во ЗАМП. По 4 фамилија, тоа се 7.000. И пријатели се 10.000 луѓе да излезат и да речат што правите со нас? Што правите со македонската музика? Да се разбереме, се пушта македонска музика од Сабајле. Да, на утрински програми. Тука може нешто. Да. Имате радија, според не знам кој закон, а исто и за тоа постои закон, кој може да конкурира според формати, се тоа го знае Огнен, и кој задолжително нагласува дека нема да емитува македонска музика. Како тоа нема да емитува што македонска музика? Па не си ти во Америка, не во Америчко, не сме ние во Америка, па ти задолжително нема да емитуваш. Сега, на тоа задолжително јас да сум власт и ти речам, ти задолжително ќе емитуваш македонска музика. Многу ми е жал. Велат, музиката ни е во криза, авторите ни се во криза, не е точно. Имаме ние многу распеани млади луѓе. Имаме системска криза за музика. Да, ние имаме и овие што се поискусни, и тие. Но за жал, бидејќи не се многу вртени, не се многу познати, не можат ни многу да си го уновча, што се вели, да го валоризираат трудот, за да можат да имат пари да снимаат,
И со самото тоа и самите спонзори после потешко да влијаат, да финансираат албуми и така натака. Знаете сега дека најголемите спонзори парите ги даваат на други. Да, дури ни на медиуми, туку ги даваат на... Да, стана голем бизнис во секој случај, но не знам, јас имам чувство, и се согласувам апсолутно со се ова што го кажа Сонја, дека е тоа така. И сум сигурно убеден, сигурно ќе се согласи Огнен со мене, дека ние сме талентирана нација во тој поглед, дека сме квалитетни музичари, луѓе кои со посебен слух, нели, кои што и треба да го искористиме тоа. Се сеќавам на една приказна на покојниот Цариевски, кога ми кажуваше во Волонгон, кога биле прв пат со Јонче Христовски и со Коле Кавалџија, да мислам дека се викаше, Шко Коледен со Коновчари. Нели, кога прв пат освоиле со тешкото прво место, па после тоа кога им дошле музиколози познати од Оксфорд, од Кембридж, напишете го ова, не, века, тука не можеме да го напишеме, џабе ќе ве научиме. Или вториот пример, например, не знам колку знаете, Тале Огненовски, значи идол му било цело време, Бени Гудман му бил идол, и во една прилика го запознаваат на джез фестивалот Тале Огненовски со Бени Гудман. И Љубец Цветановски ги запозна и вика, ова е. Вика, Тале Огненовски е наш познат музичар, Бени Гудман вика, ти ли си тој Тале Огненовски како свириш, човече? Он значи Бени Гудман како свириш? И музичари, автори, се имаме. Сега некој ќе рече кој гледа телевизија, сите YouTube, меѓутоа за да ја најдеш ти песната на YouTube, треба некој да испорсира на телевизија, да каже дека се промовирала албум, се промовирала песна, да се напише дека се промовирало нешто, за да после тоа и се слуша. И се слуша и стане хит. Огнен, ти вака како еден од најреномираните текстопици, може ли кажеш дека од оваа професија може пристојно да се живее во Македонија? Кога би го работел само ова? Ја прво за ова би сакал да повели, извини. Затоа што бевме нападнати ние авторите. И се осеќам прозван да ги бранам моите колеги. Не е точно дека ние авторите не го знаеме законот и не ги знаеме нашите права и обврски. Вие во знам го знаете, не, секаде, сите го знаат. Меѓутоа, јас меѓу другото, како што знаат се, па и по широката јавност, работам долги години во Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Кај што ги знам од прва рака како стојат работите со медиумите во Македонија, а ги знам и законите, законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што беше донесен од претходната власт, морам да нагласам, и со кој закон беше укината обврската за емитување 50% македонска музика, и македонската музика беше од тогаш ставена на милост и немилост на медиумите, кои што претходно има еден спор со ЗАМП, и за да, кога ние ги забранивме нашите песни да се емитуваат, и они за да ни вратат, го направија тој закон во соработка со законодавецот тогашен, и ја исфрлија обврската целосно, значи ниедна македонска телевизија нема обврска да емитува македонска музика. Тоа е страшно. Да, и тој закон постои веќе 7+2, скоро 9 години. Значи 7 за време на СДСМ и овие 2 за време на ВМРО. Апелот владата, смените го. Апсолутно, ја 2 години се обидувам да пратам и ишарет, и апел, и молба до владата, и до министерствата, и до законодавецот да осмени тој закон и да го направи повторно да се емитува македонската музика, да се врати каде што е место во Македонија, на македонските радио и телевизии. Ако наутро, кога се возите на работа, пуштите радио, ќе слушнете и ќе помислите дека сте или во Хрватска, некаде покрај море, или во Америка, во некое гето и така натаму, и нема ни да знаете каде се наоѓате. Или 70-тите години. Значи нема никој проблем, ни Огнен, ни јас еве дома и разговараме да се емитува секаква музика, секако. Меѓутоа македонската да доминира. Во сите земји, ево соседството, Хрватска да рече, Грција, Србија, Хрватска не е многу соседство, меѓутоа ете, во регионот имаат квоти. Значи музичка задолжителна квота која што мора да се емитува, значи телевизија. Ослободување од данок имаат повеќе хрватска музика кога пуштаат имаат. А кај нас, а што се случува, значи да завршам само, тоа е законот што вели, значи телевизиите не мора ни една песна да емитуваат, а радијата на почетокот на годината според тој закон донесен од СДСМ пред 9 години, а радијата добива можност
на почетокот на годината да кажат дали ќе емитуваат македонска музика и доколку емитуваат до 30% македонска музика, им се намалува вредноста што треба да платат на државата за дозволата, им се намалува од 10 до 30%, зависно колку кажале дека ќе емитуваат македонска музика. И има радија, да не ги именувам сега, дури со национална дозвола, кои што викаат, јас може ли да не емитувам ниту една песна, ќе си платам колку што треба, не сакам македонска музика. Законот го дозволува тоа. Добро, кај тој човек, кај живеат, кај живеат. Тој живее Карпош 4, може да ти дам адреса. Бог да чува. И морам да нагласам, агенцијата тука не е ништо виновна, иако често пати кон агенцијата. Агенцијата ги знам точно правата и врските нови до кај се. Значи агенцијата постојано бара да се промени тој закон, значи бара и да се врати она што беше финансирање на проекти од јавен интерес во некоја форма, да им се помогне на медиумите, да се финансираат програми и така натаму. Агенцијата постојано инсистира на тоа и инсистира да се врати македонската музика, каде што е без тоа на програмите, меѓутоа ова е апел до законодавецот. Тоа е под Министерство за информатичко општество. Нашиот закон сметам дека е крајно време да се врати македонската музика, да биде задолжително. Така. Ако се бориме за нашиот идентитет и јазик, составен дел од тоа е македонската музика. Еден од најбитните би рекол, тоа е црквата се вака најбитните работи. И ако рече тоа да го направат, ја би апелирала да земат соодветни луѓе компетентни, односно автори, членови на ЗАМ кои имаат познавања. Широка расправа, секој случај треба да се врати. Да, за да се ќе речат, немаме песни, како немаме песни? Па видете ги оние песни што се создаваа на Макфест. Па само да, која касета, од која година, ја велам касета, значи уште одамна, кој издание да го земеш, и од порано велам, па да Валандо, во Цветници, Скопски, ќе види, ќе слушнете, има нека права младива и модерна музика македонски изведувачи. Еве сега како што е на пример Чукај срце Благица Павловска и ова, многу во свој на младост на рап, ако јас се израдував затоа што Антонија ја знае Чукај срце, ја слушнала негде, нека има и такви песни, а не велам дека ние треба да заостануваме во музиката, се следат правците и се, ама кога веќе и нашите прават модерна музика, како Бионсе, како Леди Гага, како Тейлор Свифт, The Weeknd и не знам што, па пушти таква песна на македонски јазик. Па добре, точно беше баш таква една приказна која што покажа дека е добар. Нашиот син Филип е композитор и стално кога разговараме на оваа тема, тој ми вика, тато, сакам да направам хит. Не можеш да направиш хит. Хитот го прави времето. А за да го направи времето хитот, треба да добие шанса песната. Јас тврдам дека последниот 10-15 години многу одлични песни не станале хитови, затоа што не добиле шанса на македонските медиуми. Како една песна ќе стане хит ако ти не ја форсираш и не ја емитуваш? Има победници на фестивали што само да ќе чуеш само на песната. македонска радио телевизија, значи македонска, се уште, ама има обврска во законот. Па не дај Боже тие да го прекинат. Но многу добро тоа го работат. Не, имаат обврска во законот да Овде имаше една добра изјава магазин Македонија поврзана со твојот син, вика кога син ми ќе направи песна што не ми се допаѓа, му велам дека јас сум само обичен текстописец. Зошто така? Па да, јас се обидувам кој ќе направи мелодија да дадам најдоброто од себе. Да пишам текст најдобар на свет, за да и помогне на неговата композиција. Не дека неговата композиција е лоша, меѓутоа знаеш како е кога си дете, а славни родители од тебе се очекува 300 на 100. Носиш товар поголем од сите други. Да биде планина носиш. Треба да се докажуваш нон-стоп и да докажуваш дека ти си сами, она што го имав ја и со... Значи на Филип му е најтешко, 2 генерации пред него. Да, и Велко и јас, двајцата сме му на грб. И Сонја. Среќа што не пишу он, туку отиде во тие води композиторски, инаку и јас на тој начин избегав оценката на татко ми Велко, затоа што Велко е драмски писател и пред се писател, нели, на литературни дела, книги, едно друго. И јас кога дојде време да се одлучувам што ќе бидам, решив да бидам во некоја област кај што не е Велко, а тоа беше музиката. За да ви слободно. Да, што се однесува Филип, тој никогаш кој му се мајка и татко не било битно, за него не било битно, нити за другарчињата и се, и мајка ти новинарка, како што
што растеше, неа таа функција, мислам, таа моја професија ја доживуваше травматично од почеток како помал кога го оставав додам на Евровизија и се, но имаше еден момент, тој беше 5-6 деление, мислам, и сега јас ми викам, Филип, јас ќе правам со Дарко Станич интервју. Ракометар, а ние сме многу... Ќе зборам за тоа, имам посебно за спортот, така ја прашувам на крај. крај. Со Дарко Станич, доаѓам и јас. И ја викам, може, сине. И тој само застана се пред телевизорот во дневна соба, прв пат гордо. Леле, што ти значи да имаш мајка новинарка? Значи тоа што до тогаш иделе кај нас и познати пејачи и се. Да, а меѓутоа не Поше појорски мислел дека е поп, меѓутоа дали мама пишува со која звезда не е битно, ама бидејќи со спортисти тогаш прв рече леле, што ти значи да имаш мајка новинарка. И он беше многу талентиран спортист и кошаркар и фудбалер многу добар. Имам играно со Аце, многу. Имам играно фудбал и баскет, и за школа игравме, ама ете. Да ти одговорам сега на ова претходно прашање. Да, ретроактивно сега. Сонја не ја прашувам дали се живее. Не те прашувам дали се живее од странното новинарство, пошто знам дека не се живее во Република Македонија. Па, мислам дека во моментов сум најслабо платена новинарка во Македонија. Ме интересира, нели, разни приказни околу текстописците, композиторите, дека многу пари земаат, дека многу прават приказни. Јас знам и многу добро приказната за колку пари се направи на Тоше песните. Да, тоа кажано, се живели од текстописец, себе од ранка кој што си ти, да речеме, моментов, не да преживуваш, да живееш зборам, не да се преживува. Само од тоа не се живее. Не се живее, далеко од тоа дека може да се живее, тоа е една дополнителна дејност, хонорар, некој кој што не е сигурен, затоа што ти овој месец можеш да направиш еден текст, можеш да направиш 5-10 и да ги испеат, прашање дали ќе ти ги платат и колку ќе ти ги платат. Значи, ако немаш некоја друга работа, нема шанси од ова ни да живееш, ни да преживееш. Од зам добиваме одредена сума годишно, која што е во последниве 2-3 години малку подобрена од кога е директор на стручната служба на ЗАМП, нашиот колега Борче Нечовски, кој што исто текстописец и ги знае нашите маки најдобро. И нешто е подобра таа исплата, меѓутоа далеко од тоа дека со тие пари ние можеме убаво да живееме. Како да речеме некој текстописец од Србија кој што велат вика Хрватска особено, да. Песна му е вика еден стан вика отприлика, ама тоа е цел шоу бизнес. Сонја, да прашаме на друга работа. Кажи ми, дали постои жолт печат класичен во Македонија? Значи, јас сум имал прилика да бидам и на една студиска прошетка до Билд, например, во Таймс сум бил британскиот, што се нели некоја форма на жолт печат, ама повеќе со политика, со сите тие работи. Постои ли нешто такво во Македонија? Не зборам, оние кажал, па го избришал и секој може у просторот да го злоупотребува и да каже да не одговара за тоа. Говорам за прав жолт печат кој што нели неговата функција е да каже нешто поврзано, меѓутоа да има и вистина и тоа се направи на добра приказна. Не само гола реторика. Што се однесува до нашата фела, ја мислам дека порано и постоја списание за жолт печат, имаше многу повеќе жолт печат. Сега мислам дека сега мислам дека многу повеќе во насловот може да се забележи жолт печат. Меѓутоа, самата информација не е толку. Но факти и тврдам дека сите тие информации поврзани со пејачи, таа пејачка се омажила или ова, се многу почитани и слободно можете да видите во аналитиката на сите сега, да речеме, сајтови, дека тие информации многу повеќе предизвикуваат внимание, отколку веќе оние други политички настани и така натака. И јас сега пишувам во Фактор МК женски магазин. Во женски магазин верувајте, многу поголема читаност постигнуваат оние интервјуа во кои јас политичарите ги представувам како обични луѓе, односно пишеме за нивната младост, детство и така. Да, нормални луѓе се сите, и многу ми е драго што политичарите ја прифаќаат мојата покана, им благодарам еве јавно на довербата, и многу ми е драго што имаат екстремно голема читаност. Значи, политичарите можат да бидат интересни ако се представи нивниот приватен живот. Секако, јас сум новинар што до одредени граници, многу повеќе ја
експонирам нивната човечка духовна нота, отколку да навлезам во некоја провокација. Се разбира, кога раскажуваш приказни и така, меѓутоа знам во коментари, во колумни да бидам многу остра. Тогаш не сум таа Сонја, тогаш сум многу поостра. Па и делува така, јас го следам женскиот магазин, иако сум Да, еден јас од сега ретките, многу ама- повеќе се ориентирам не само кон музика, мислам дека во овие последни неколку години многу помалку за музика. Приоритет ми се тие животни приказни, социјала. Кој ти била најинтересна животна приказна со политичар вака до тебе? До сега направено. Па, ако треба да Сања Лукаревска, Така? Дафина Стојановска, затоа што Дафина ја знам како од дете, знам од кое семејство е, од Да, и сега ти татко сте и, попотекла, да. и мајка и вистински господа. Сега што ми го направи баш чеифот така кога ја видов таа читаност е со Тошковски министер, од него познавам. Го сретнав само на еден настан, му се обратив и му реков дека имам намера да правам приказна и веднаш прифати и драго ми е што сега го чекам интервјуто со министерка за финансии Гордана. Ја сретнав на еден настан и кога слушнав дека се занимавала со карате, настан за жени и скијање Да. и така си викам, значи Неста Бранова должина и многу многу беше срдачен нејзиниот пристап, веднаш го прифати интервјуто. Со кој политичар, со многу политичари, меѓутоа еве овие последни неколку години ги одвоив тие политичари. Одлично. Да натераш политичар да говори за својот приватен живот е стварно успех во новинарството, искрено ти го кажувам, јас сум се бавил долги години со политика и од нешто што најмногу се плашат политичарите, како викаат змија крие нозе, кога ќе му збориш нешто за приватниот живот, кога ќе пробаш нешто во таа сфера и успех е да успееш од нив да извадиш. Иако не сваќа дека кој ќе представиш понормален човек дека поблизо ќе биде на луѓето, нели? Јас многу би сакала. Да. Ја цело време изминативе години се обидував да стапам до жените на премиерите. За жал тука не успеав. Не знам зошто. Сега кога ја видов сопругата на премиерот во Америка, дека е со Меланија Трамп, навистина бев среќна, не политички, не збориме, значи, навистина се оградувам. Сакам да видам и жена на наш премиер да оди на тие настани, како што ги гледаме од Макрон или од словачкиот премиер, нели, Фицо, или од тој, како се викаше, прекрасни милиардер, што е на Чешка, мислам, да. Тие жени, кога ги гледам како се убаво облечени се, сакам да видам и жена на наш премиер, без разлика кој е на власт, да го дигне гласот, да каже, да се обидов да стапам, меѓутоа до сега беше неуспешно, но се надевам дека ќе успеам да ги отворам и жените на премиерите. Ќе пробам да ти помогнам. Жени, да, на премиерите. А тоа што сега политичарите, речи се сите прифаќаат интервју, навистина ми е драго и навистина, ако нешто сега во овој миг ми представа сатисфакција, тоа се тие интервјуа, моите колумни за животот, животни колумни и ќе ми биде најголема сатисфакција ако успеам повторно да ја вратам македонската музика заедно со сопругот и останатите. Тука сме сите на таа Бранова должина и јас поголем... Тоа е македонштинат. Да, знаеш, поголем дел од животот го поминав во радио, кое што работи исклучиво македонска народна музика, тоа ми е длабоко во крвта. Еднаш кажав, да, и ќе повторам, се додека зборуваме и пееме на македонски јазик, македонски јазик ќе постои. И Македонија. И Македонија. Не треба да ги слушаме оние песни само во сала или на фудбалски надпревари. Да. И тогаш сме македонци, дигаме знаме. Не, македонштината има многу поширока форма. Па да, како викаше Исидор Солунски, да се биде македонец пред се света работа, потоа проклетство и немир. Да, и не сме македонци, за кој што пееме вика на македонски, нели? Ама секој македонец треба од својата област да си преземе за македонштината во... И така ќе не биде. Треба да не биде. Во нашата земја. Секогаш сум се прашувал цел живот Огнен, дали имаш некој ритуал кога ги создаваш текстови, што ти е инспирација? Секогаш тоа ми била овака дилема, како го правиш тоа? Сонја знае најдобро. Хајде да видиме прво тебе, па Сонја да видиме незиното мислење за ова како изгледа. Сега морам па да се вратам во нашите школски денови. Јас од тогаш
ти добро се сеќаш на нашиот наставник по музичко Киро Николовски. Киро, да, Штип. Кој што беше многу голем ентузијаст и кој што уште тогаш ние имавме мандолински оркестар и хор одличен во нашето училиште Васил Лавинов во Топанско поле и јас од 6 одделение свирев мандолина прво. Од тој оркестар, подосна и гитара со нашиот заеднички другар Ване Ѓорговски, кој сега го поздравувам, свирав помалку и гитара, меѓутоа тој се изнервира затоа што јас за жал немам слух и кога доаѓаше кај мене да свириме гитара, мораше да ми ја штима гитарата, нонстоп и рече, ама више научи се да штимаш, а мене се тоа исто ми звучеше, мео и ги пукав жиците. И така Ване се изнервира и продолжи со други да свири. Уште свири одлично. Одличен Ване и заврши и ликовна академија и професор е по ликовно воспитување. И уште од тогаш јас сватив дека немам слух, дека не можам да компонирам и дека не можам да пеам, што е најстрашно нешто за некој што ја сака и ја носи музиката. Имав разни идеи да направам некоја група, да свирам и пеам, нели, од тоа време, као сите големи звезди, прв идол ми беше Драган Мјалковски, нашиот. Да те утешам, мене ме викаат на слави дома кај мене да запеам кога треба гостите си одат. Да, за ги избркаш. Лошо пеам јас, да. Иначе, ние бевме, јас, Аци и Дејан Тасевски, кој што исто така поздравам, тројца најдобри другари и морам да кажам дека во тој период бевме отров за сите женски од Топанско поле. На тоа 5-6 Ја нешто да го издадам. До осмо. Ја сакам да го да издадам се една негова тајна, како ги пишат текстовите, бидејќи рече Сонја знае. Некогаш што пишување мислам дека трае подолго време, меѓутоа најчесто таа инспирација мислам дека одгоре така некој. Да, најчесто е ја слушам музиката. И ја ќе му речам, дали заврши со текстот и тој заврши, ама не се јавувам. Да им кажам дека брзо го завршив. Ми инспирираше музиката и веднаш века го завршив, затоа што ако им кажам дека веднаш го завршив, ќе мислат дека така сум нафрлила само. Ќе мислат дека имам некаде и ги земам. Не е точно. Значи секогаш кој ќе ми дадат добра психологија, верувам, да, добра кој ќе ми дадат мелодија, че јас ги пишувам на мелодија. 90% се така напишани, ми ја даваат мелодијата, ја слушам 100 пати. И што ќе би сега некојаш денес, некојаш утре, некојаш после 5 дена, сега некојаш као ете тајно моја која правевме со Кире Костов, мораше песната беше за вчера, значи јас снимал утрената сабајле. Така. И јас немав каде, морав цела ноќ да напишувам и ја напишам. Значи некојаш сме од сајтнот и мора да се заврши брзо, никој не те прашува дали ти имаш инспирација. Јас често на син ми му викам, пошто тој чека некоја инспирација за да направи мелодија, му викам, не ја чека инспирацијата, треба да ја бараш, да ја викаш, да викнеш, ако не ја викаш, може никогаш да не дојде. Сама нема да си дојде, да. Така да, кога ќе добијам јас мелодијата, ја слушам многу пати, ми предизвикува одредени слики, значи јас ја чувствувам музиката апсолутно, иначе не би можела да напишам, имам веќе емитувани 1500 песни, текстови. Со песни со мои текстови и сите тие сум ги направил 90% со музика, че јас ја доживувам музиката, и тоа не можам да ја искажам по мое и на тој начин ги пишувам. Немам готови текстови, сам има некои што останале така, што некој ги вратил, тие имам и пробувам од време на време да ги рециклирам, да ги давам на некој, да ги испеам. Се направите, да, извините, се направите на многу интересна работа мината недела што гледав. Рековте, објавивте јавно, бараме, кој сака да ни отпее песна на Макфест, така беше? Да, побарав тоа. Многу интересно вака, мене ми се Огнен град из Неделковски, тој често. Да, имав и такви акции 2-3 пати кога понудив на кој сака, сега да им дам бесплатни текстови. Имав такви десетина дадов. Да, така ми дојде, не знам зашто, ми дојде. Мислам, знам зашто. Да преш себап некогаш како велат, нели? Да. Само ако знае да врати некој. Планирам во поглед на неговите текстови, бидејќи за мене не дека ми е сопруг, за мене исто така е најдобар и се извинувам ако сум субјективна. Бевме на еден настан и колешката Марина Костова ми рече, Сонја, зошто не ги собереш текстовите од Машти во една книга? Тоа секако да прашам. Колку песни што можеби не се многу познати во народната музика постојат со текст на Огнен Неделковски, колку има убавина и македонско исконско во нив, колку има поезија,
дури и да се изучуваат како стихот да. творби. Јас лично ги знам и би сакала тие, особено тие од народната музика, претежно да почнам да ги собирам и да ги објавам во една книга. Се надевам дека ќе истрчам, прв пат овде јавно сега кажем, таа идеја тогаш ми иначе, иако може би имало и други идеи. Инаку има нешто што е, ете така, би рекол едно проклетство на тие автори на така наречени применети текстови или применета поезија. Нас не сметаат за поети. Тоа е страшно, меѓутоа е вистинито. Да, за применети поети, текстописци, самиот збор текстописец е навредлив, да речеме, реално би било автор на стихови. Што се случи минатата година? Имаше еден конкурс на Друштвото на писатели на Македонија по повод празникот на липите. И имаше конкурс за песна. И јас напишав една песна, ја пратив на конкурсот и од таму ми се јави, сега да не кажувам кој, и ме прашува дали е твоја песна. Тој викам, да, моја. Ама знаете, вика, вие не сте член на Друштвото на писатели. Викам, да, не сум. И, па не може вие да учествувате на конкурсот, затоа што не сте член на Друштвото на писатели. Тоа е само за нив. А викам, ви се допаѓа песната? Да, викам, многу би дале награда, ама ако сте член на друштво. Па викам, ја имам и неколку и романи, и драми објавени и така, и чекам, викам, која еден ден ќе конкурирам кај вас, за да ставам член на Друштво на писатели, и тој ме вели, па не се станува, господине, така лесно член на Друштво на писатели, тука треба да пратите кандидатура, па ние да размислиме, и јас му реков, кој што ме дал Господ прво, па не ми ни треба да бидам член на Друштво на писатели никогаш. Значи, јас со 1500 текстови, изведени на песни, со книги, романи, драми, сценарии и така натаму, за Друштво на писатели не сум писател, што е страшно, абсурдно и глупо. Ама тоа е тоа. Виште, самите да те повикаат, да те викнат, он те вика, чекај, ти не си наш, па не може твојата песна да повика. Не. Господе Боже. Да, тоа е вистина. По контекст на вака ми се наметнува и следно прашање. Сонја, често пати твоите коментари и критики не им се баш по кејф на луѓе и од естрадата од политиката. Кажи ми, во Македонија имаш повеќе пријатели или непријатели професионално? Имам пријатели. Така? И тврдам дека имам пријатели. Да, не им се допаѓаат, например, не им се допадна, ама тоа беше па и вроди со плод кога дечкото ја уби девојката, в случајот во Велес. И истиот момент напишав коментар и ги прозва сите претенички без разлика на која партија се, и тогаш утредента веќе донесоа нешто мрдна во законите, што ми беше драго, барем во мал дел, барем да ги освестам. Исто така жестоки два коментара имав и за трагедијата во Кочани, која мене лично многу ме погоди. Сите, да, а лично ме погоди, ја изгубив многу драги соработници. Нив ги знаев буквално од деца, кога почнава паралелно мојата кариера, се движеше со нивната. И тие беа баш пред некој ден си помислив, кога ја добив поканата, дали се создава нешто на македонската музичка сцена, нели, каква е денес сцената. Кога разговаравме, сикам, Андреј Панчо, сигурно сега ќе има многу работи издадено и многу концерти. Да. И тажна приказна една, и тука беа Наум Петревски и Огнен. Да. Меѓутоа, јас не знам, па и говореа за нив, тешко беше, и тоа дете е прекрасно, интересен, талентирано детенце, Огнен. Соработувавме со него на почеток. Значи, Сонја, тврдиш дека имаш повеќе пријатели него Да, непријатели. Тоа е ретко во новинарството од денешно време, поготово ако си ученик на еден Бранко Геровски, ми беше гостин овде мене. Јас сум исклучително коректна со сите, навистина сум коректна. Тип сум што не ме интересира дали некој зборува за мене или не. Добиваш закани и се плашиш? Молим? Добиваш закани и се плашиш? Добивав едно време во дневник, да, добивав. Не многу големи закани, меѓутоа добивав. Исто бев прислушкувана на суд сум. Јас сум, меѓутоа јас сум со доказ. Со доказ и на суд сум. Тогаш сватив, ако нешто си заборил што си кажал, можеш да провериш. Од дневник и мислам дека како тогаш што се
уплашив. Не се уплашив толку, едноставно, ја немам страв. Ја во суштина сум жена која нема страв, не се плаши. Така сум од мала и се. Ранко ја вика жена спомени. Жена спомени. Песните, Не да. се уплашив, Да. толку ме здрма Жена нешто споменик. толку многу, што ја почнав да размислувам за себе, која сум и колку вредам. Така. И дали вредам толку за некој да се плаши од мене, тоа беа милион прашања, затоа што вие не сте политички новини. Јас бев во житото еден свен кукулј, мислам дека никој од таа област што ја обработуваше не беше прислушкуван од нашите новинари. И признание на некој начин. Дека се зборала што не во тој треба. момент, ако тогаш во тој момент така имав еден стрес голем на организмот, верувај, сега сум многу горда. И сега да ми се случи повторно, јас многу добро знам Виж дека е добро да се прислушкува. Воопшто не ми е. Ние се шегувавме со Огнен честопат и вика, Огнен, ти така збори жена ми, песните, романтика. Па не дај Боже никој да ни пушти некој разговор Ови се во смееле кој 100%. во кој Што ја ние ручек, го затвараме так, ти, вестникот, ти да. се јавуваш Машко, што може да Што ќе праша? ручаме? Што ќе ручаме? А ја оттаму врескам, што да ручаме? Не Инаку знам секој глава, разговор кај со ми- тит заврши. И со тит. Значи, тука се гори, се затвара вестникот, ви се страни и добиваш повик мртов владен. Што ќе ручаме? Што ќе ручаме? Кебапчија, Леле, секој ден вика. ќе Не, знам да готваме. Да. Али не секога сега. Ајде да проговориме за нешто, ако ми дозволите, вака што е секогаш многу интересно. Јас сум учествувал во тие работи многу за македонските фестивали и за ново создадена македонска музика и народна и забавна. Сум бил и во жири комисии, сте били и вие сигурно, се сеќавам. Секогаш кружат чашиски муабети во кои што се вели дека, а и вие сте биле сведоци, дека од разни, еве речам, лукративни причини се местата одредени фестивалски награди, често пати знае песна да победи на фестивал, која што ќе чуеме само тогаш и никогаш повеќе после тоа. Не говорам за овој проблем што нема медиуми, туку говорам едноставно песна што едноставно не ти лепи на увото, нели не е хитовска песна, не е фестивалска како сакате да ја кажете. Дали мислите дека ова е причината, овие местење на фестивалите, многу пари во тие работи, една од главните причини за нискиот квалитет на одредени победнички песни кои што никогаш не сме ги ни чуле, ни виделе, не виделе јавност после тоа. Тоа се случува често во нашите фестивали. Знам дека јас сум бил сведок, буквално доаѓа тип, вика колку треба на директорот на Колку фестивалот. треба да се плати, колку текстот, треба, нели, да се плати буквално. Да, тоа е мојот текст. Што мислите, причина ли е тоа дека, ете, многу мешање од страна на луѓе кои што не ја разбираат работата, кои што се мокни финансиски, на некој начин ги девалвираат квалитетот на музиката? Прво јас? Ајде, прво Прво, јас. Јас сум фестивалски човек, значи ги сакам фестивалите од мал, уште од Скопскиот фестивал. Так. Со мајка ми секој са бајле на македонското радио, слушавме една емисија која бев мал, се викаше музички омнибус. Омнибус беше од 9 сат са бајле и ги слушав песните од Скопскиот фестивал на македонско радио уште тоаш, односно на радио Скопје. Фестивалиште тоа Да, беше и времето. сакав и каже нешто драга и чија си и сите големи тие легендарни песни и од тоа ќе засакав и музиката и македонската музика и одлучив, пошто долго време Македонија се тврдеше дека нашиот јазик не е певлив, дека треба да пишуваме на српско-хрватски, дека нашиот јазик не е за музика, што е тотална глупост. Дури Лепи Сол забега едно време цел албум извадија Да, таков, нели? и јас одлучив да им докажам на луѓето дека секој јазик е добар за музика и македонскиот јазик е прекрасен јазик, мелодичен јазик, лирски јазик и зависи колку си вешт и мајстор да го напишеш тоа. Значи, не е тоа до јазикот. Сега што се однесува фестивалите, подоцна на моја 18, кога имав 18 години, беше првото моје учество на мојот омилен фестивал Макфест, во 1990 година, која што имав песна со Хелена Благне, на музика на Петар Лукич, ја испеах, значи Хелена Благне, таа година и добив веднаш награда за најдобар текст. И уште се слуша песната. Да, 90-та иде година. време снежно Да. и така натаму душа на силавина, ќе стопи нежно, твојата убавина. 91 година при Со сите распад... песни си ги памтиш? Да. Браво. Па горе-долу, Браво, да. Горе-долу, да. 91 година имав среќа исто така да учествувам на последната Југовизија со песната Молитва, музика Григор Копров, аранжман Слободан Марковиќ, мој текст ја испеа Анастазија Низамова Мухич.
и тоаш бевме во Сараево и за малку не успеавме да одиме на таа последна Евровизија, победи Беби Дол со таа Бразил, Бразил, да. Шпанија, Колумбија, бла. И тоаш не успеавме и подоа се распадна нели Југославија и јас продолжив да учествувам на сите фестивали и денес учествувам. Се намали тој број, за жал Скопски фестивал не постои, Цветници не постои, се надевам дека ќе ги обнови македонската телевизија еден ден. И тоа живо како што беа со жив Прекрасни оркестар, без беа, плейбекови, без такви Тоа беа работи. фантастични фестивали, и Тоа и Скопски, Валандово Цветници почи. и Валандо. Лајф нема откап, тука или си или не си пееш, нема друго, нели? Значи Макфест ми омилен, Охридски трубадури исто така од првиот ден од 1993 година заедно со Григор Копров сум во таа приказна на Тој пола создавање. за оно полонародно беше, така? Да, имаше разни вечери, почна као фолк фестивал, после прерасте и во фолк и во поп, па имаше и детска вечер, па имаше и нови звезди и обстојува 30 и кусур години, 35 ми се чини, и сите овие години таму имам многу текстови и на Макфест, исто така и на сите можни детски фестивали, Златно Славиче, Калинка, Сидо, сум имал песни, околу 300 детски песни, например, мој хит е што не знаат голем дел од луѓето, она песна без која што нема, Роден ден во Македонија, роден ден што чекаме цела Не година. знаев, Тоа е роден мој ден, текст. не пеам лошо, пеам. Не, нема. Ја ти да не пееме. Ако е време за крај да си одиме, да. Не пееме. Да. И значи ги сакам фестивалите. Во Македонија и Макфест, и ми е драг, и сите, таму сум почнал, и Охридфест. Валандо ми е посебно драг, таму ја запознав и Сонја, тој фестивал. Јас го скамам Валандо овој ден денес. 1996 година Валандо ми ја донесе Сонја, таму се запознавме и така натаму, значи сега што се однесува до местењето е прашањето. Јас во жири никогаш не сум бил од разбирливи причини, пошто секогаш сум Имаш имал песна, да. песни 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, така натаму. И не сум бил во жири за да знам како изгледало тоа местење. Сум слушал нормално дека некои носеле автобуси и така натаму за победа цели, уште во моите први почетоци во фолкот и бев зачуден. Меѓутоа, мислам дека еден од најлошите периоди за тоа купување беше кога се воведоа страшно високи награди од 20.000 евра. И мислам дека тогаш и победија лоши песни и не останаа тие песни и многу пари, така да речено, беа испрани. И Како ви тоа кај што бургија не може пара влегува. Кај што Да. бургија не буши парата буши. меѓутоа, мислам дека фестивалите се едно нужно зло, една потреба на Македонија, например, еден Сан Ремо постои толку години. Опатија се задржи на ниво страшно. А и Евровизија, мислам дека крајно време Македонија се врати на Евровизија. Каква и да е, тоа е представување одлично на Македонија, македонската музика и мислам дека задолжително мора да се врати Македонија таму. Каква и да е Евровизија, каква и да има песни и што и да се протежира таму е место на Македонија. Тоа исто како да мислите дека Македонија не треба да учествува на светско првенство во фудбал затоа што се вакви или такви другите репрезентации. Не, треба да учествуваме секаде кај што можеме да ја представуваме Македонија. Така. А ја како новинар сум била сведок На наместинки на Евровизија. Така, да. Тоа многу политика има во Евровизија, се значи знае, вака. пример, оваа година ќе победи Украина, година, Не оваа за година нашата, Украина. она зборува за нашата Не, Евровизија. за нашата и за тие, може би, не знам, да не зборам и Јас се сеќавам првата година, ќе те прекинам, извини, кога отиде Владо Јаневски со Зоро беше, Да, не Зори. втора беше на Гиш, Самоилска свадба, да. Самоилска свадба и многу викале, ако отидеше Гиш, може би ќе беше подобро, може би не знаеме, се не можеме да збориме. Меѓутоа многу има луѓе говореа во тој период Сонја Јогнан дека овде не е баш како што треба работата, не победи песна што требаше победи сега. Двете беа на Копров, знаеш. Да, тоа знам дека беа Ама двете. сега, Меѓутоа тоа е со тоа. Гиш, Почнам да зборувам отворено, после заканите одамна завршија, ма кога веќе ги спомнав заканите, ќе кажам прв пат еден случај што беше напишав нешто што некому не му се допадна и ние одиме на промоција на Ареа, албум со Огнен заедно, Ареа и Госи Варчан и мои пријатели, и доаѓа музичарот до мене и ми вика здраво, а ја велам здраво и тој ме фаќа за образ.
Огнен со грб свртен, знам како хепокоцкица и лесно се пали. Јас се помнам. Да, Нормално, знаеше дека... И Мора сега така. ти и тој почнува. Жестоко. Како што ме фати вака и почнува да ми го врти образот. Ти напиша како што зборува и мене ми го врти овај дел. Ја мислам дека еден дел од образот, значи немеш типа од убавина врти, или да. нешто што и нема да дозволам да ме фати од убавина. И ти напиша и како што зборува, мене ми го врти, ми го корне, а јас мртва, вади ладна, образот. викам само дали месото ќе му остане во раката. Дали Огнен ќе види? Дека, Дали ќе види Огнен? меѓутоа, тоа што го напиша не е вистина и ја ќе ти го докажам тоа, среќа немаше поголем моабит и ми го остави образот. ја не видам. А мене само Огнен да не види, знаев дека ќе ја уништиме баш на мојата Аријана и драгите ако ја гостиварчени Огнен уште ќе лежи затвор, промоцијата. сигурно ќе Кога неговите Ќе лежи колеги со околу тоа. толку што не можеа да сватат дека тој толку тивком, а грубо ми го врти образот и ми се заканува, јас толку мртва ладна стојам, само ради скандал и ради да го заштита маж ми, можеби да не беше Огнен тука, ќе вреснев и ќе се карав. И тоа не е вистина, аз ќе ти докажам, и кога ми ја пушти раката, и јас само му реков, вистина е и ќе се уверат сите. И јас се свртив више, јас И се се свртив, свртив и отидов кај Огнен. толку. После месец, ја еден месец порано ја напишав информацијата, меѓутоа после еден месец тоа што јас Се го покажа напишав дека е беше така. вистина. Да, имам исто и предуниверзална едно големо дерење на еден пејач, Така. ама исклучително добро, физички не може, не му се допаднало Вербално. нешто, да, вербално. И затоа сега велам, за да не си навлечам на глава луѓе, да, јас сум била директно, ама позади сцена вмешана, прво на смирување на страсти меѓу менаџерските тимови кои се надпреварувале на македонски Евросонг. После тоа, за мене беше предизвик Макфест, особено оној предизвик, оно време на Стојан Троицки, покоен Трајчо Јованов, па и Слави Димитров и така и натака. Супер Кога тешко. почнаа да И идат Љупчо тие нови... Мирковски, да не го забравам. И Љупчо Мирковски, да. Кога и Кристијан Габровски, и Дојчин, и Валентино, и се, него ја реков од тој период. Доаѓа уметничкиот директор, еден од тогашните уметнички, и вика, ми се јави од МВР и тој печ мора да влезе. И ни кажува мене на колешките, ни му вика, ми сега, сакате пишувајте, сакате не, ако е најслаба пејачка, например, или пејач, ќе влезе. Значи, сум била сведоки на такви работи, но генерално, мислам дека тие местинки не се толку многу големи. Повеќе мит. Повеќе е мит, отколку да се зборува вака или така. Може инцидентно и се... секаде има ургенција. Нормално. Секаде има. Тоа за жал е да Меѓутоа, тоа така е. во естрадата и за работно место можеш да ургираш, па и ќе те примат и да не те бива, ама поради ово и оно ќе те примат. На естрадата Ама и и да мала држава ургираш, сме, се и да знаеме ургираш. сите, нели? Ако не си пеачиште, Да. ако нема сенз за музика, ако нема сенз да ја одбереш вистинската песна, џабе и да ти се направи. Затоа мене ми е многу драго кога и кај некои млади дебитанти ќе победат на фестивал, кога ќе им го отворат патот. Да. Ама квалитет. убав. Ама квалитет. Ако е квалитет и одма знаеш веќе Тоа- дека сцената е твоја. Тоа се согласувам и Огнен претходно го кажа, значи треба фестивали, овие Гренсленд фестивали што беа во Ландово, Цветници, Макфест и сите останати Охридфест да го вратат сјајот и онаа приказна, значи таму се знаеше кој е пејач, во живо оди оркестарот, нема плейбек, нема материци, нема ништо, или си или не си пејач. Нема, ти пееш, толку е, не можеш да зеваш како А нека имаме сега. пејачи, тврдам, многу добри пејачи кои ќе отпеат. Нема да верувате, во една емисија ми беше гостин Симе Југотон и Симе школски исто, нели? Школски другари, Тоше од кошаркар одличен. И кошаркар, да. И тој вика, јас сега во моментов работам со 20 на деца, тоа додуше повеќе рок, поп-рок и таква работа, која што се една нова цела генерација која што исклучиво пеат на македонски јазик, рок музика, ништо друго, вика не ги интересира, што дава да знаење дека сепак имаме таленти ние кои што може да пеат и понатаму. Ајде да проговориме за нешто, ако ми дозволите, што многу интересира македонската јавност за вашите соработки со Тоше Проевски, значи за гласот кој што остави една неизбришлива трага во Македонија, едно име, едно не препознаваат и во регионот и во светот по тоа прекрасно момче. Прво да проговориме со Огнен,
Тој отпеа 26, мислам, твој текстови околу прилика 30, да, ги броја, да. тука негде. Околу 30, и српски. Да, меѓу кои што се, нели, усни на усни, тајна моја, излажим уште еднаш. Сонце од твоите руси. Сонце, да, мене најдобрата песна според Тоше. Сонце ми е најдобрата вака песна. Како ги создававте тие песни? Како кажавме еве за тајна моја дека е правена буквално од 12:05 онака, така. Да. Со Кире Костов. Како беше Тоше вака како соработник за создавање на музика, на песни? Првите два албума на Тоше Проевски јас имав среќа од оваа дистанца да соработувам на скоро сите песни од тие први два албума. Едно 80% од тие песни беа со мои текстови. Првата песна беше Усни на усни која што ја направивме. Тоше имаше пред тоа две песни веќе отпеано. Прв пат настапи на Макфес со песна на Горан Милошевски, 97 година, песната се вика Пушти ме. И тоаш ние со Сонја бевме во Гостивар, 97 година, и го гледавме фестивалот. И Тоше се појави, ја испеа песната и јас си реков, ова е фантастично дете и за него ќе пишува. И тоа помина така, после 6 месеци ми се Копров и ми вели, имам една песна што треба да пее едно многу талентирано дете од Крушево, да напишеш текст, и ми даде 2-3 збора на едно ливче, усни на усни, очи во очи, да гитара. Како прави ли гитарата? Гитара. Мислам дека полошо тебе свири гитара, нека не ми замери. Не, свири одлично и пее одлично, за разлика од мене. Копров на времето бил и пеач 70-тите години. Нарочно го кажам, за и на да ги Скопски, не, одлично. Не царев, се шегувам. И голем автор и големо задоволство да сите овие години да се соработува со него. Јас соработувам 36 години со Григори Копров и ми е драго. И ми ги даде тоа ливче со тие 3-4 стиха и јас ја напишав Усни на усни, него не знаев, Тоше Проевски. И на Охрид фест не победи со таа песна, победи Гиш со песната Моја Јано и така натаму. Тоше пееше Усни на усни и бевме сместени во хотел Палас, тој големиот што стариот што пропаѓа што сега, пропаѓа, најбавиот што хотел во Хридиш. прекрасен хотел. И стојав јас таму и доаѓа едно дете, вика, добар ден, јас сум Тоше Проевски, ви благодарам многу за прекрасниот текст. И така го запознав Тоше Проевски. Помина вечерта, никој не го забележа, освен Вања Тодоровска, новинарката, која дојде ми честите и рече Вечер, ова. Вања вечер. Да, Вања. И која што ние старосватица меѓу другото, а мене и Сонја. Не знам, браво. И дојде Прекрасна Вања, жена, морам да признам, дојде да. Вања и рече Огнен секоја чест. Да. Ова песна е баш таму. фантастична, ќе остане, само таа ја препозна и никој друг не го забележа тогаш. Тоше, се сеќавам на таа сцена и никогаш нема да заборам, кога што заврши фестивалот во Охрид, во Долни Сарај, и цела таа река од луѓе се симнуваше надолу, кон стариот град, нели, коли не смеат таму да се возат, и во таа река од луѓе, одеднаш се слушна еден глас кој што пее некоја песна од Хари Джиновиќ. Се разбира, тоа беше Тоше Проевски, кој што Браво. пееше и цел Охрид уживаше во Браво. таа негова песна. И така почна нашата соработка. На тој албум имав неколку текстови, значи беше Усни на усни, Сонце од твоите руси коси, беше Немир, дуетот со Каролина Гочева, беше мокна песна. го молам небото да те врати, беше Ех да сум злато, која што е половина музика на Тоше, половина на Валентина Скендеровски, беше Руски рулет, која што е исто нивна мелодија, мој текст, беше една песна која што се вика Помогни, која што е Побегни, се вика Побегни, е така рок кој што не се издвои многу. И на тој албум е Твоите бакнежи, а моите бели кошули, со аранжман на Дамир и Мери, исто една прекрасна песна. А вториот албум, кој што за многумина се смета дека е најважен за да успее еден пеач, го правевме полека, од која Тоше веќе беше звезда, го сакаа сите. И тоаш Кире Костов имаше неколку песни на тој албум, со Мина Даниловска текстови, со мојот пријател Миодраг Врчаковски, а мене ми ја дадоа тајна моја да пишувам, затоа што пред тоа напишал текст Игор Џамбазов за некое куче и не им се допаѓало, текстот бил супер, но не одговарал Бошко, на... предпоставам, така Да, се не одговарал на... Не одговарал текстот на таа мелодија и Кире ми ја донесе.
вечерта и ето така ја направивме Тајно моја, а на тој албум имавме уште неколку песни со Копров, големи хитови, тоа се во Коси да ти спијам, Излажим уште еднаш, Солзи права, Златен прстен и така натаму. Какви песни што браво. Подоцна и со Љупчо Мирковски направивме 2 песни, тоа се Морска звезда, големиот латино хит, и Го лажам секој нов рефрен. За таа има и српска верзија, се вика Кад срце плати стари дук. И исто така имаме дует со Тоше со Гоца Тржан, тоа е мој препев 1200 милји. И имам исто препев на Соба за тага, на Лименка, таа е една симпатична песна која што се повеќе ја вртат. И на тој третиот албум имав неколку текстови, тука е Имали ден за нас, на музика на Тоше, и српската верзија Имали дан за нас, таму е Велам леди, Жена балканска и Ме сакаш со зборови. Така. Пред да чуем искуството на Сонја за Тоше, уште една работа да ја прашам. Стоиш изад мюзиклот Тајна моја, посветен на Тоше. Сигурно било голем предизвик да се работи на таков проект, на еден мюзикл, и генерално мислам дека на Македонија достигаат вакви проекти како мюзикли. Јас имав прилика да гледам во Лондон 2005 година Lion King, цртаниот филм мюзикл направен. Да. Се воодушевиш, продадени картите 4 години напред. За целата таа работа, мислам дека треба да се работи ова. Какво искуството со работата за мюзиклот? Нели ново поле едно скрос вака? Тоа беше прекрасно искуство кое што лошо заврши, као што се во Македонија лошо заврши од политички причини. Тоа беше нарачка на Македонска опера и балет, која директор на таа институција беше почитуваниот Игор Дурловски. Игор ни го нарача тој мюзикл, јас го направив либретото, режисер беше актерот Тони Михайловски. Собравме прекрасна екипа, Антонија Гиговска беше во главната женска улога, а во главната машка улога беше Денис Димовски и како замена Александар Тарабунов. Внатре беа Лазен Манасковски, Весна Петрушевска, Игор Джамбазов, Дејан Лилич, Арна Шијак и така натаму. Значи една фантастична екипа од актери и еден огромен проект. Сите песни на Тоше добија нови аранжмани, прекрасни оркестрации на Сони Петровски и 3 месеци го работевме тој проект. Имаше кастинг за новите млади звезди, на кои што бев и во жири, ги одбравме според мене најдобрите и најталентираните. И после 3-4 месеци макотрпна работа го создадовме тој мюзикл. Реакциите беа фантастични, беше одигран 20 на пати ми се чини, и во меѓувреме за жал се смени политичката гарнитура во Македонија. Дојда некои други на кои што им пречеше Игор Дурловски, Тони Михайловски, можеби и јас, и го забранија, буквално го укина мюзиклот, и од тој јуни од кога победија тие што победија, беше тргнат од програмата, од репертоарот на МОП и никогаш веќе не се постави, за жал. Јас би апелирал, као што апелирав ти за законот, да се врати македонската музика, би апелирал и до МОП или до Филхармонија или не знам до кој друг театар да направат напор да се возобнови тој мюзикл. Сега знам дека се подготвува мюзикл Као Какао со песните на Лепи Сол, меѓутоа не е лошо да се врати тој мюзикл Тајна моја. Направено веќе. Направено 20 пати правено, 20 пати мало. Да, беше прекрасно, беше нешто најубаво што сум доживал во мојата кариера. Прозвучи одлично сите тие песни на Тоше, беше тажно, луѓето плачеа и имаше 2 чина целата представа, на паузата плачеа, доаѓаа ми честита. И така, се надевам дека се надевам дека се обнови еден ден тој мюзикл, зашто Тоше тоа го заслужува. Да. Сонја, ти беше меѓу првите што вака застана. Нивната за Тоше онака во тој период. Нивната комуникација беше уметничка, да речеме, и побрзано со работка и се. Мојата комуникација беше поинаква како новинар. Меѓутоа, сега кога ќе погледнам на периодот што се случувало, јас на бистина сум имала среќа. Во кој контекст? Бидејќи го јас знам и уметничката страна, што создаваат, пред време знаев како комуницираат. Првите менаџери, Авалон продукција, Бобан и покоен Даниел,
не ме известува само за песни настапи, туку ме известува за сите други пропретни работи во кариерата на Тоше Проески, што би рекле ов рекорд надвор од сниманото. Истиот тој близо контакт го остварив и со менаџерката Лилијана Петрович на Тоше Проески, и кога ако ви кажам дека и од Австралија, и од Америка, секаде тамо каде што одеа, и од Европа било каде де се, тие мене ме бараше Лилијана, и тој беше до неја да ми каже нешто интересно што се случило, како поминале на концертот. Се сеќавам една се јавија и Лилијана вика, знаеш ли во која куќа сме сега? Во куќата на тој некој си амбасадор, не знаме. Така да ја многу повеќе знам од она што го презентира во книгата. Меѓутоа, понекога си велите, не си велите дали треба да кажем или не, односно си поставувате граница, и таа граница некако природно ви се наметнува. Што требате да кажете и да споделите во јавност, а што не. Значи, не она автоцензура, како што сум ја почувствувала во новинарство, да ми е забранено да пишувам за некоја личност од политички причини. Ова е моја автоцензура, затоа што мислам, затоа што мислам и кога, затоа и таа книга е склоп на размислување од над 80 соговорници, мислам дека многу подобро за луѓето е да читаат што кажале над 80 луѓе, отколку што кажала само една личност, затоа што секој на тој начин и секој што го познам од Тоше Проески може да се не си напише книга, и тоа е едно лично видување или нивниот однос. Се надевам и тоа нека биде, може би ќе биде привлечен. Мојот начин на размислување е тој. И драго ми е што сега на 20 годишнината, тоа е година од заменувањето, ќе се снима, нели, се подготвува филм, и таа годишнина ќе се одбележи и со филм, и со серија, и со шоу, и со документарци, така да. Требаше многу порано, Хрватите за Дража направија филм, што пред 10 години, кој светска слава. И за Джеј, и за Тома Здравковиќ. И за Джеј, Тома, да. Мада Тома не се согласувам она што баш не ми се доваѓа како е направен филмот. За приказната негова, бидејќи јас ти си бил современиците на Тома Здравковиќ, добар текстописец исто. Одлично. Неверојатен, така да малку и да го девалвира до тоа моје лично мислење. Тука имаше прашање по што ќе памтиме Тоше, јас по насмевката. Да. Пленеше од милиарда евра насмевка имаше, да. Тука се гледаше целата чистота на неговата душа како човек и како една прекрасна. А ја најмногу по моментите кога ќе се изнервирав и ме смируваше. Така. Ова весно. Ќе се случеше Филип мислел дека е поп. Така прочитав. Да, пеше соле мио и не знам. И Филип го натеравме да носи очила, затоа што не сакаше да носи очила. Не, Тоше го му одржа предавање. Нели Тоше истиот проблем како дете, нели? Да. Добро, такви времења сме сите носиме очила, јас сум веги леки во моментот. Така да ајде да многу брзо ми поминува времето, но ова значи немој дека ќе биде последно ваше гостување овде, повторно ќе ја викнам. Имам уште неколку интересни прашања кои што на барање публиката. Да, двајцата да ве прашам. Прво тебе се опроба и како сценарист во една од најуспешните македонски серии Преспав. Да. Очекуваше дека ќе постигне таа приказна токава гледаност. Една од ретките вака серии македонски кои што после долги години не тераше да станеме пред телевизор да го гледаме тоа. Да. И добра актерска екипа, мора да признам, тука имаше една. Да, јас по професија сум дипломиран драматург. Значи имам завршил драматургија на ФДУ во класата. Најдобар во класата. Горан Стефановски бев студент на генерација од 90 до 94 година. И меѓу другото 4 години освен драматургија учевме и сценарија. Значи јас сум пред се драматург и сценарист, а ова со пишувањето текстове некое хоби кое што трае 36 години и некоја ше поголема од професијата. Така. Во зависност од тоа колку ќе ми дозволат театрите и телевизиите да бидам присутен. Пред Преспав бев сценарист на 3 кратки филмови преку Министерство за култура и на култната серија за деца големи и мали, според романот на Бошко Смаќевски, која што се снимаше во МТ во 1999 година. Лектирани беше во школа. Да, а ја направив 5 епизоди од таа лектира во режија на Душан Наумовски. И ден денес се емитуваат тие на МТО 5, може да се гледаат и наистина интересна серија. Во меѓувреме пишував сценарија и за серијата Сашко и Сашка, кај што играше сегашниот министер Ѓутков и Билјана
Драгичевиќ и за таа серија пишував за Ѓоре Шнајдер од Горан Стојановски, кој што 60 епизоди одеа на Телма, и на ТВ Морис од Охрид, значи као сценарист имам доста напишано за македонските телевизии и после сето тоа дое како имам и 10 радиодрами емитувани во македонското радио и откако видов, морам да бидам искрен, дека не учествував во почетокот од создавањето на Преспав, тоа беше идеја на Пеце Талевски и на уште некои мои колеги кои што Сашо Кохаланов и така натаму, се не може да се сетам кои се беа вклучени, меѓутоа тоа беше нивна идеја и јас се вклучив дури во третата сезона, значи беа направени 2 сезони пред моје вклучување во серијата. Серијата постигна огромен успех, според мене е многу успешен, прв и единствен ситком во Македонија, правен пурнекот на големите американски ситкоми како Козби Шоу и така натаму што сме ги гледале. Да, сме растелесени. Алф и така натаму и мислам дека е одлично направен. Тој ситком, јас учествував во третата сезона со едно сценарио, тоа е она епизода за фудбалерот Реси, кој што менаџерот Наем, иначе мој пријател Адриан Азири се обидува да го продае на 3-4 луѓе во исто време. Тоа е таа епизода за Реси и следната сезона, четвртата сезона за време на пандемијата со коронавирусот, напишав 2 сценарија. Едното е крвна плазма, кај што Игор Џамбазов шеташе со својата крвна плазма во едно за ладење пијалаци, што е фрижидерче, и другата беше инфлуенсерка, кај што Јелена беше инфлуенсерка и така натаму. Тие 3 сценарија и понатаму продолжи и други сценаристи да работат на таа серија. Се надевам дека ќе продолжат колегите да создаваат таа серија и Охо продукција, мислам дека беше многу успешна серија. И се надевам дека македонските телевизии конечно ќе најдат сили и желба и волја и пари да создаваат македонски гран продукција. Не мора колку Србија, барем 10% од тоа што ги има во Србија да создаваме и ние, затоа што... Ама и тие повеќе не пуштаат во последно време. Класи канал има еден, сателитска, и еден ден во неделата сите македонски филмови ги пуштаат. Што кај нас не се случило со години, Алфа па некојаш нешто така ќе направи. И наша тебе пушта, да. И така да имам некои серии, сценарија напишани кои што чекаат и се надеваат дека еден ден ќе бидат снимени, меѓутоа да се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња за македонската и телевизиска, па и филмска продукција. И јас се надевам искрено. Сега сакам да отворам една тема вака за крај, која што мене секогаш ме полни душата кога ќе ви видам вас двајца и Филип. Тоа обично на Facebook ве следам на тие работи, значи нема надпревар на македонската репрезентација, дали во фудбал или во раков, мислам дека тука сте најаки секогаш. Па слаби сме кошарка. Да се појавите сите заедно еднако со душата, јас те познам, нели, знам колку добро го познаваш спортот и тука капати си многу. Кажи за Малцево работнички. Да, за Малцево работнички ќе станавме кошаркари, ама немаше термин. Се у НБА ќе бе. Да, немаше термин, немаше тренинг тој ден. Тренинг немаше тој ден, така ни пропадна. Кариера, што е терак? Ја имам голема историја уште од дете, значи јас сум пораснала на фудбалски терени со татко ми, бидејќи бил и фудбалера, после тоа во дел од тимот на стручниот штаб на Гостивар. Значи јас одев и на надпревари Гостивар кога играше низ Македонија. Фудбал, да. Дури стидев и во тие клубите кај што беа фудбалерите. Значи откако сум почнала да одам, до возрастна ја одев на фудбалски утакмици. Кога сум била мала, мајка ми вика, татко, ти ќе те земеше за рака и само те носеше на стадион. Извинува да кажам, кога шетавме првите денови низ Гостивар и се сретнеме некој кој ти овој, вика другар од фудбал. Другар од фудбал. Па после почна да играм фудбал, меѓу другото ја носно спортував. Значи спортував, игра фудбал, спортував школски тимови и кошарка и прво бев гимнастичка, фудбалот и кошарка играла, замисли. Значи но и кошарка со моја висина и одбојка. И кошарка одиме меѓуградски надпревари, тогаш бевме први гимназија, бев Панчо Поповски во Девар. И ја земам топкава да ја водам према центар. Аца беше бек, ти беше. Да, ја бе бекер бек, да. И една пред мене огромна, да ми прави банана, уште да не можам ни центарот да го поминам.
И таа една друга и вика, шо е бе на ова Пушти, ја не малава, знае. не викам на малава ли банана ќе и правиш? И ова навистина ги пушти, има пушти, нали, таков пркос ми дојде, тако биде и не еден инат. Значи, ја со еден чекор ја пребацив топкава, шутнав и дадов кош. Тројка. Значи, Од центар. Од центар, кога се дигна цела сала, тоа беше Да, Јокич неверојатно. слушаш. Иначе, ја после почнав да бев звездаш и да одам и надвор од Еле ти Македонија. звездаш? Да. Играше Играше Звезда Судбина, Самдорија, играше судбина. Звезда Самдорија, Тоа е кога Партизана, игра си во звездаш. Бугарија. Имаше 3 дупли автобуси, ја бев едно девојче, навивачка. Единствена, И тоа, единствена. И сите очи во мене и да ми дадо аплауз кога јас се качи во тој автобус кај што требаше да се качам без Браво. А обраточ. тоа ще ние за звезда Значи, авион. Само Сите тоа. И За тоа напад. беше Само се тоа. инкогнито. Татко ми оплачеше такви патувања да не знае мајка ми, ти мајка ми се плашеше браво. Како девојче ќе го утепаат? Меѓутоа, многу, Браво, не многу знам, одев, за твојот живот не знам дека ќе Да, се да, спортува одев овако, ја но и тоа- спортував и одев и се и многу ми беше драго што Огнен го сака спортот, а и многу ми е драго што и син ми исто го сака спортот. Се Али гледа тие тоа, навивачи што одат надвор. 2 години нешто направивме пауза, се Ама надевам чиновите на дека фаланга, така? Да, Па, сега, од да. следната Сите се тие година, фаланги, да. од следната година со Господ напред секојаш така Треба многу велам. пари. Ние се Има- разочаравме во Виена кога бевме, искрено сега мора да кажам. Да. Тоа види и сите овие највачи што да. Значи поминаш огромни Да, километри, дестинации, да, менуваш авиони, пари Се мотретираш, огромни да. даш. Ние на пример кои играа нашите во Виена на тоа европско првенство во ракомет, кај што бевме за среќа сместени кај незиниот братучет Драган Алексовски, кој што живее во Виена, имаше стан, и таму живеевме кај него 2 недели. Тоа беше среќна околност, иначе ќе банкротирав Да, скапува до сега. И замисли кој оптимизам е тоа кај нас, ние ги купивме сите карти за вториот круг. За втори, мислевме дека Па ракометнава мораш да купиш, репрезентација. иначе да. ќе немаш после. И купивме, значи само картите беа негде 600-700 Ама евра. тој ракомет што го гледавме, ако не беше И сега што македонска се случува? Значи, репрезентација. беше македонската и сега одиме ние и првата утакмица одвај во последна секунда Кира Лазаров, кој што ни е голем пријател и да го поздравиме, у последна секунда да ја гол ја победивме Украина. И после тоа втората утакмица игравме со, сега не се сеќам дали со Чешка или со Австрија. Украина. Не, Украина. И изгубивме втората и третата играме со Австрија решавачка. Ако изгубиме, си одиме. Ние одиме пред овакво пред утакмица во хотелот, тие се спакувани куфери. Спремни да си одат, мало точно тоа па не е. Добро, не. И сега ама што се беше- случи? Значи ја изгубија уште у 15-та минута, ја изгубија утакмицата, и што ја изгубија, и сега ние што ќе правиме? Викам, Сонја, што да правиме? Да ги препродаваме картија. Уште тоа да ме фатат в карош. Уште у затвору Виена да завршам, нема шанс. И што ќе правиме? Решивме ќе остануваме до крај и ги гледавме тие другите утакмици. Али беше вака. Беше Тоа е прекрасно. неверојатно. Ама тоа што рекол дека веќе нема да идам, затоа што Меѓутоа сега ќе одиме, јас и Филипа не ти се дава договаравме, душа, а тој не може, А сега не е баш. најголемиот неуспех беше во Гдајнск. Не. Тоа уште срце ме боли во Гдајнск, кога не успеавме на Олимпијада да одиме. Да, а имавме тоа шанса со Бевме кошарката, тоа, така со, за не за ракомет, со Тунис Иначе бевме изгубивме. и со Тунис, да, Вардар со кога кошарката ја исто имавме шанса да одиме на Вардар Олимписки, кога така. за кошарка не бевме, Кошарката меѓутоа од Вардар кога освои Порто со Рико Барселона изгуби. бевме и тогаш, прва кога беше Тоа беа Вардар во тие филм. двајца. 9 разлика кога ги стигнавме сакам да тогаш. кажам не е точно дека ќе банкротираме дека толку е скапо, тој сака Многу само е да скапо. си најде, И ние меѓутоа сме сега поделени. Да, ние они беа во одиме, Келн, а ја и Филип во Букуреш, европското. Да. не така. ради цена, него ради превоз. Да, ради Па добро, Келн, Со Букуреш, кола мораш да Европска одиш, унија, да. се двете се, малце поразличен стандард. Не мора да се вратиме и на тие интернационални, и дали со одбојка исто така планираме со Филип, а на вистина ти е полна душата. Да, Ти е на тре, ако го сака спортот, а ја на вистина кој го ќе изгуби сакам. Македонија, кај нас е ден на жалост. Еве сега ако изгубивме фудбал од Данска, тоа беше страшна трагедија е кај нас домат. И сите тројца се кога гледаме на телевизија седиме на исти позиции, затоа што тоа ни среќа. донело за Късмет, среќа. јас сум таков, леле, ова мајца, ја Да. носам, морам да гледам, иде со овие и толку. Ама никогаш нема го забораваме тоа кошаркарското првенство Литванија, тоа што Филип беше уште мал
И таа радост што ни ја приредија кошаркарите, тоа беше Тоа незаборавно. бе, да, Тоа ја четврто не место. верував како стигнала, ама нека име тоа И беше. бевме и на плоштад, и со ракометарите кои беа пети во Европа. И тоа се големи, големи. Па еве го и Вардар како не Па за мене врати. беше радост и одбојкарите кога обезбедија пласман за европско, па кога беше тука европското првенство. Да. Јас на сите велам, носете ги децата на стадиони во сали, ќе научат химната, Да. ќе научат за спортот. А со Филип ние ќе им бевме се и развие со спортски дух. едни Ќе се пријатели, сакаат. Борис Арсов и синот, бевме и два пати Вардар го гледавме жени во Букурешт кога ги игра. Бевме и во Вардар Катар. жени. Да, Катар. И Катар, Браво. да, светското првенство ракомет исто. Па ви ќе се Уште не знам, согласам не со ми Огнен дека сте текнува. биле блиску до банкрот. Катар, ама повеќе се согласувам со него. Па не може да били така, затоа што Катар беше навистина скапа, 2 ние недели не го бевме. почувствувавме толку многу на нашиот джеб. Сега, убаво нека не пример. претерува. Огнен го користи тоа сега да ни даде до знаење дека не сака да доаѓа на следниве, што јас и Филип ги планирам, ама ќе одиме. Тоа ако А тој не мора да дојде, само нека даде дојде. пари. Не, јас и понатаму сакам спортот и гледам се, дури гледам и еве ТФТ сега, мислам дека вечерва играат. тоа значило Тафталиџе. Тафталиџ Тоа одличен пред некој ден клуб. дознав случајно Да. дека се Значи, Тафталиџе Огнен се. Неделковски гледа и Се. во Зимбабве. Не и Зимбабве, во значи Тумбузија, вечерва и се свегде, се што бори се за случи. АБА 1. Ако победи ТФТ вечерва со широки брег од Босна и Херцеговина, ова е реваншот, ова победи денес, има Се гледа, трета се мајсторка играе више. и може да се врати у АБА 1. Аба еден, браво, тоа е панда на нели на да. Многу најдобрата гледа лига. спорт, дури ја не можам до толку да Многу гледам. сакам не. спорт. Јас се сеќавам Затоа како што- дете Ама да се гледа, тоа е нешто и... Дали памтиш како ме викаа како дете? Манце не, Манце, Манце, тоа ми Манце, текно. Манце. Значи Огнен да го прашаше како дете ќе ти ги изрецитираше репрезентациите на Југославија, Бразил, сите ги знаеше Партизан. Партизан. Е, сега тоа го знае синот, а ја Вардар. бев Дуле Савич, носев деветка. Ама И тоа ти е судбината. На професор, Звезда. на наставникот по српско, хрватски може и затоа не научив добро. Секогаш кога имавме час за српски, така го викавме, значи 7 и 8, ја бев облечена во дрес Дуле Савич. А така. Ако Ние бев бисера женски, имавме. Да, и- бисера, Велета, српска. како се Бисера, не се сеќавам, Чудно беше презиме. прекрасно, не се научивме се. Кога доаѓавме наваму на таксистот му ја кажав таа анекдота и сега би сакал да ја повторам. Имав среќа пред 15 години, пак Ранко Бубамара организираше на игралиштето на Алумина, еден надпревар ревијален, со поранешните големи фудбалски звезди, како што се Панчев, Рингов, Савевски, Најдовски, Канатларовски, Јаневски, сите тие големи имиња, и пеачи, и некои други од естрада, вака, од позадина како мене, што сакаат да играат фудбал. Игравме фудбал на игралиштето на Алумина, и таа е таа анекдота што му ја кажав на таксистов. Добив топка на некаде околу центар и сега ја водам напред, водам и негде 20 метра пред голот. Дали да шутнам у гол, а Панчев лево од мене ми вика подај 6 пати. Панчев вика подај. Панчев ми вика подај. И сега се мислам, знаеш, у дел од секунда. Да бидам себичен шутнам, може и гол ќе дам или да му дам на Панчев. Ама Панчев ми бара, што бил тој за нас. И му ја додав и тој ахна 10 метра над гол. Викам, што ти ја дадов Јас ги гледам, да па, шутне ја- барем кев Да, и остана барем атер. кев. Не Барем шутна. кев ќе си Па направи може некој ја влезеше ако ја пукне Во добар што фудбалка. ти може ти на времето. Јас ги гледав Панчев, Канатларовски, Најдовски на Маракана, како играат со А, да, во странски Звезда. тимови, да, тогаш кога Звезда беше првак. И Панчев ми е голем пријател, многу сакам и Кобра е неверојатен. За мене е И прекрасен човек. Да. еден од најдобрите фудбалери на овие простори. И скромен многу. И мислам дека треба Македонија да најде Јас Маја исто многу ја сакам. Маја. Треба, прекрасен треба човек, да да. најде Македонија начин да ги врати сите тие големи имиња. Србија го правеше тоа и со Во фудбалот. фикции, во фудбалот, Да, да, апсолутно. да. Па и во кошарката. Да, и Тие затоа се се добри. тука некаде, А ја да. би го поздравила Ѓоко Хаџиевски исто, И Ѓоко мојот омилени Хаџиевски. соговорник и Добар човек. прекрасен Затоа што човек. види во ракомет го имаме Кирил Азаров кој што ја води одлична За мене репрезентација. најдобар и најголем Кирил Азаров, амбасадор Да. во спортот Ама на каде е Македонија Панчев и во фудбал? Да Најдовски, не ме разбере некој Канатларовски. погрешно, за мене Кирил Азаров е најдобриот спортист евар во Македонија. Да, да, да. Во секој И во поглед, светски значи рамки, да. во секој поглед. Да, Тука и завршувам во таа приказна за него, нека не ми замера Ама тоа другите. се во фудбалот, Јас тога Пандев, често го велам Панчев, јавно. Канатларовски, Станојковиќ, Да, имиња кои што Рингов, Грошев и така натаму, значи
Тоа е златната генерација на Вардар, Јаневски, Јаневски, Чеде Јаневски, да, тоа беа. Петров, Милко Горачинов, твојот родни, Да, спомнеме и братовче, поздравиме. да. Значи, тоа се фантастични фудбалери. Талентирана нација. Трајановски и така Томче натаму. Трајановски. Томче Трајановски, че имавме одлични играчи ние. Ајде, ќе Петар, се врати валјде Петар тоа. Милошевски, значи тие луѓе ти да не го искористиш Дарко Панчев со неговото знание или Пандев, да е Пандев е на некој начин. Да, во Меѓутоа, Да, треба да биде ама и повеќе да се. Тоа да се ги има, луѓе да. што И Амбасадори Ѓоко се на фудбалот. Хаџиевски. Ѓоко Хаџиевски апсолутно, може би Треба да најдобар искористуваме селектор амбасадори се тие на македонскиот Апсолутно. спорт. Еве Партизан ќе го спомна го Мијатовиќ е таму, Мијатовиќ. човек една таква звезда, мега звезда светска, меѓутоа со страшни контакти во светот, Па да. кој што му помага на Партизан многу. Да. Или звезда, да речеме сите оние кои што застанаа за звезда во изминатиот период. Еве и Душко Вујошевиќ или отиде пред Вујошевиќ, малку да. творецот на Да, Партизан да. заедно со како Со- се викаше Аца, мајсторот, најдобриот тренер, Да, сите што ги да. има учено доктор Аца, како Александар, само не ми текна. Жеравица. Рајко Шеравица. Рајко да. Жеравица. Ни помина некако многу брзо вечерва муабетот, Одлично и нас, добре за спортот завршуваме. Да, и драго ми е што искрено прифатите да ме видите гости во оваа емисија и направивме една прекрасна емисија, искрено ви го кажувам, ова многу убаво се чувствував. Благодарам. Ме вративте во младост, разговаравме Јас за се многу прашав работи. школскиот кога ќе ме викне цело време. Да, Искрено, ми даде повод во Велес кога го видов, беше прекрасно на кога видов двајцата, да викам чекај по овие луѓе се таман. И таман е во еден празничен момент ја правиме, нели, Да. промоцијата на оваа емисија во четврток во 22 часот. Мене ми останува искрено од дното на душата пред се да ви посакам многу здраве и среќа во приватниот живот, да сте живи и здрави, да се гледаме почесто. Амин Боже. Ви посакувам многу успех во вашите професионални кариери. Ви посакувам да останете вакви какви што сте, какви што ве знам, цел живот да не се менувате. Значи не сме сменети. Не сте. Тоа Добре, е најубавата добре. работа што вечерва го Добре. тврди по оваа емисија. И да се видиме повторно во некој издание овде на Проворитас, каде што ќе продолжиме овде кај што застанавме. Благодариме да си жив и здрав и се гледаме повторно. Ви благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека и вие вечера уживавте како и јас во ова прекрасно издание на Проворитас. Следете не на сите мрежи. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.